Значи, температурата е околу 0 степени, надвор дува многу ветер, значи идеално време за на плажа. Ајде, одиме да се избањаме во тополка и да се изложиме малку на сензацијата ладно. Пред да продолжам со видеото, да се заблагодарам на спонзорот, односно спонзори сте вие. Ви се заблагодарувам и да ви кажам дека на каналот има опција да станете членови и на тој начин со некоја символична сума да го поддржите каналот. Значи имате предплата од 90 денара, 300 денара или до 200 денара. Одбирате некој од тие предплати и директно го финансирате каналот Сонцогор, ги финансирате сите мои патувања, истражувања и наредни експедиции кои што сакам да ги правам. За сето тоа да го направам сте ми потребни вие, за да не зависам од некој спонзор кој што ќе влезе во оваа приказна и после ќе ми кажува за што може да зборуваме, што не може да зборувам. Најубаво е сите вие да се приклучите помалку и да му овозможиме на Сонцогор каналот да расте. Значи станете членови, има на каналот одите, има опција станете членови, станете мембери, поддржате го Сонцогор, а ние продолжуваме со видеото. Ме однесе реката надоле, меѓутоа испадов. Значи, ладното е сензација. Препорачувам на сите да се изложувате на ладно, ама постепено, малку по малку, и да осетите и таа сензација, затоа што се е тоа сензација, ладно, топло и така натаму. Ајде сега одиме внатре во кукичката, и обично кога влегувате во ладно препорачувам да имате запалено оган или да имате спремни топли алишта за да може одма да се облечете, или е убаво и да правите некои вежби. Јас имам оган запалено во кукичката, па одам сега на топло. Уште малку на ладното да се изложам на овој преубав ветер. Како што знаете, ветерот чисти и е убаво да се изложуваме и на ветер. Еве си се вративме во кукичката, покрај огинче, со топол напиток. Верувате, чувството е преубаво кој ќе се избањеш, сосеќаш лесно, сосеќаш кренато. Значи може да се чувствувате кренато и природно, или да го доживеете тој природен хај. Има една информација, едно истражување кое што се прави, например, сега се користи многу кокаин, нели, тоа е многу популарно. Дејството на кокаинот од 15 до 20 минути, додека изложувањето на ладно, или конкретно бањањето во ладна вода, го има истиот ефект како кокаинот, само трае од 2 до 4 сата, замислете. Значи, ништо не може да се мери со тој природен хај или чувството на кренатост, на леснотија, може да го доживеете на природен начин. Нема потреба од сите тие химикали, дроги, алкохол, кои што ви штетат после тоа на телото.
можете истото и многу повеќе да го постигнете на природен начин. Јас, например, најголемиот хај сум го доживеал на планина, седејќи на една ливада, пиејќи жива природна вода. Испив можеби 2 до 3 литра од таа природна жива вода, самиот чист воздух, самата таа вода толку многу ме прочисти, што кога стана, јас осеќав толку лесно, што движејќи се по ливадата, јас се осеќав како да се движам на онаа подвижна лента што има на аеродром, ако знаете. Што ти само стоиш, она те движи, јас осеќав толку лесно. И тогаш сватив дека истиот ефект што го имате од сите тие работи кои што се штетни за вашето тело, како дрога, алкохол, шекер и така натаму, може да го добиете на природен начин. Ете, тоа најлесно може да го направите најбрзо преку изложување на ладно или бањање во ладна вода. Значи, ве охрабрувам сите да пробате, одете постепено, да се изложувате на елементите, да се изложувате на ветер, ветерот чисти, водата чисти. Пробајте, затоа што сето тоа е еден вид на сензација. Нема потреба да живееме само една сензација на топло, може да изживееме и сензација на ладно. Затоа што животот е сензација, односно искуство. Затоа пробајте постепено, малку по малку, дури и сами ќе се изненадите колку е човечкото тело отпорно и јако и колку припаѓа на тие елементи надвор. Човечкото тело припаѓа на ветер, на вода, сака да биде изложено на сонце, на ветер, на вода, на оган, на сите тие елементи. Ете така, ја конечно се стоплив малку тука, затоа што кога ќе испаднете од ладно ви треба некој време да се стоплите, меѓутоа и тоа е добро. Ќе го сетите телото како ви се тресе, како ви е ладно малку, меѓутоа тоа е негов начин да се балансира, да се прилагоди. И еве јас си се стоплив. Се надевам ова видео ви беше интересно и корисно. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Ние се гледаме во некое моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.